Габриел Гарсија Маркез вели: не плачете затоа што дошол крајот, радувајте се зашто се случило. Кога крајот на некоја ситуација во нашиот живот, состојба или врска завршува по наша волја, тогаш тоа не вознемирува со помал интензитет, зашто одлуката е наша. Претходно сме ги средиле работите во себе, сме разгледале што сакаме и имаме контрола над нештата да се одвиваат во правец во кој што ние сакаме. Но ако крајот на нешто доаѓа не по наша волја, тогаш тоа е проблем. Особено ако тоа многу ни значело. Може би некој не напушта, некоја животна ситуација завршува или нешто неочекувано се случува и го прекинува вообичаениот тек на некои работи во нашиот живот. Тоа се ситуации кога сликата што имаме за себе и за својот живот се растура, тлото под нозете ни се разместува и некогаш дури се чувствуваме како да сме во непозната земја, во која што не знаеме како да се снајдеме. Тоа е време за преиспитување и реорганизација на нашите сваќања и на начинот на кој што се однесуваме кон себе. И најчесто плачеме зашто дошол крајот. Плачењето е добро кога го има ефектот на ослободувањето на тагата и болката што ја носиме во себе. Но има таква функција само за одреден период. Ако трае предолго и наместо да ја ослободува, само ја потврдува болката и тагата, како рана која што само што зараснала повторно ја отвораме, тогаш не е добро. Некогаш ќе се најдеме и со години како плачеме и постои опасност на крај и себе си да се изгубиме. Еден од начините да си помогнеме, меѓу и другите што ги применуваме, е да го промениме начинот на кој што ги гледаме работите. Како што вели Маркез, не плачете зашто дошол крајот, туку радувајте се зашто се случило. Радувајте се затоа што сте имале едно искуство. Колку повеќе искуства имате, толку сте побогати. Радувајте се на сите убави моменти и доживувања што сте ги имале во тоа искуство. Така ја чувате енергијата на убавите нешта. Во вашата свест останува впечатокот дека имате, наместо празнината и впечатокот дека сте губитник. А секое имам води кон тоа да имам уште повеќе. Секое ново доживување убаво носи уште поубаво доживување. Секое позитивно искуство генерира нов успех. Секоја доживеана љубов не учи како уште подлабоко да ја искусиме љубовта. Нештата се движат како по спирала, нагоре или надолу, од нас зависи. Колку што во нашата свест преовладуваат убави, позитивни доживувања, толку повеќе привлекуваме нови, убави настани во својот живот. Да се радуваме зашто се случило, значи дека умееме да го цениме тоа што било и го паметиме поубаво, со позитивно чувство, а не со горчина дека веќе тоа го немаме.
дури и за искуствата што ни биле негативни, непријатни и мачни. Ако и за нив ке можеме да кажеме дека се радуваме што биле, што се случиле, тоа значи дека пораснавме. Значи дека од нив сме го научиле она што требало и продолжуваме побогати со ново знаење. Зашто и од негативните искуства учиме. Идејата е да останете со позитивниот впечаток од она што се случило. Па затоа не плачете затоа што дојде крајот. Радувајте се зашто се случило.